Нов ден, ново важно судење во Скопскиот кривичен суд. Внатре во зградата се решава судбината на еден од најважните настани во современата македонска историја, упадот во собранието на 27 април. Новати во старата зграда на судот се решава и ќе се решава за судбината и на стотици други, притворени, обвинети, осудени или жртви. Брзината и квалитетот на правдата која ја добиваат граѓаните директно зависи од брзината и квалитетот на судиите. Но нивната работа и работата на странките во постапката директно зависи од материјалните и техничките услови со кои што располага судот. Одговорот се насетува веднаш по влезот во старата зграда на Скопска единица. Дури информативната двојазична табла во судот низ кој се огледа правдата во Македонија е донација, во случајот од ОПСЕ. Најдобро премената судница во судот е исто така донација. Таму единствената кабина за превод која патем е оштетена. Има инсталирано систем за снимање слика и тон, што е законска обврска во постапката, но камерите не работат. Се импровизира со други камери што беа набавени, откако адвокати на обвинети од СЈО неколку пати одложуваа рочишта, поради тоа што немаше услови за нивно снимање. Во лето, мирот во судницата го нарушува капењето од системот за климатизација. Водата што избегала од кофите го прави опасен патот до говорницата. Зборовите на говорниците и сите други во постапката ги запишува дактилографот, а судијата го следи записникот на овие екрани. Најблискиот тоалет каде често се носат притвореници, камерата само делумно може да регистрира дека е препорачливо да се користи со маска. Кад подолу во архивата, нема таква смрдеа, но нема ниту многу воздух покрај правливите полици. Хартијата може би трпи се, но мораат и вработените. Тие ќе се спасат со преселба во подобри услови во новата зграда која цела деценија ја градеше Министерството за правда, но што туку отворениот објект и самиот бара инвестиции поради некои решенија на планерите. Например, не е јасно како двајца мажи може истовремено да го искористат капацитетот на тоалетот со два писоара. Или како да се избегне повреда од детекторот за метал, за кој е заборавено во близина да се стави и штекер. Председателот на судот Иван Џолев вели дека има и други недостатоци, како потребата од судски полицаец на секој кат од безбедносни причини. Затоа што на исто место може да се најдат спротиставени страни кои што учествувале во ќе кажеме убиства, некакви насилства, закрвавени страни. Џолев вели дека сепак се снаоѓаат и судот успева да извршува основната функција. Патот за излез од проблемите како што е недостатокот на опрема во новите судници не е тајна и води преку повеќе пари и соодветен персонал. Во судот недостасува секретар, недостасува управител, недостасуваат сметководител. Односно, есенцијално недостасуваат повеќе кадар во судот, се со цел да истиот поефикасно и поажурно функционира од што е тоа сега. Светот дефинитивно го вртат парите и за одредени реформи и успешно работење не само во судството, туку генерално и во економијата, доколку немате инвестиции, доколку немате пари, тешко идат реформите. И во соседниот суд, Скопска двојка, состојбата е далеку од задоволителна. За голем дел од архивата нема ниту простор, ниту ормани, па предметите се чуваат во засолништето, гаражата и поранешните келии. Во гаражата се складира и опремата исфрлена од употреба. Председателот на судот Илир Сулемани објаснува дека и за да се отстранат старите компјутери и столчиња, мора да има одобрение од извршната власт, а потоа и јавен повик. И постапката за инвестиции е комплицирана, односно и во секој случај треба да се примени закон за јавни набавки. Ние не можеме да направиме, пошто немаме човечки ресурси, да направиме повише од 6, 7 или 8 јавни набавки во една година. Тие јавни набавки што имале капацитет да ги направат годинава, во двојка ги искористиле за адаптација на дел од холовите во архива, за реновирање на ходниците, на тоалетите и за замена на искршените прозорци. Со тие набавки се рекордери меѓу останатите судови, особено споредено со помалите. Тоа што сепак најмногу недостасува според Сулемани е кадарот кој законски мора да го има, а го нема. Ја немам толку човечки ресурси за да на судијата цело време има еден стручен соработник, еден дактилограф, архивава да ми функционира како што треба, доставната служба, значи ние кубуриме со луѓе во доставна служба. Ние покриваме цел град Скопје.
мислам централни ве подрачја. Понозно дактилографи. Ние немаме, знаете како еден дактилограф работи со 2 суди и 3 судија, пошто немаме толку вработување, а законот нас не предвидува, односно ни дозволува судијата истовреме да има еден стручен дактилограф и он само да се концентрира на судењето, односно на рочиштата што ќе ги закаже. Слични или уште поголеми недостатоци има во сите судови низ земјата. За нови вработувања потребна е согласност од Министерството за финансии, а и парите за други намени, главно зависат од тој владин ресор. Процедурата до нив е следна. Секој суд во текот на годината пополнува буџетски циркулар што се доставува до судскиот буџетски совет, кој пак во име на сите судови го преговара годишниот буџет за судската власт со министерот за финансии. Законот за судскиот буџет вели дека буџетот за судската власт се утврдува во износ од најмалку 0,8% од бруто домашниот производ. Со оглед на тоа дека македонскиот БДП е околу 10 милиарди евра, тоа значи дека владата треба да одвои најмалку 80 милиони евра за судската власт. Но во буџетот за 2019 година, како и сите претходни години, предвидени се далеку помалку пари. Иако 33 милиони евра се нешто повеќе пари од лани за судската власт, тоа не е ниту половина од законски предвидениот минимум. Председателот на Судскиот буџетски совет и на Судскиот совет Зоран Караџовски вели дека кај судиите има разбирање дека 80 милиони евра се пари што државата не може да ги одвои. Но вели дека нема и повратно разбирање од финансии дека се потребни барем 50 милиони евра, и тоа за елементарно функционирање. Трета година јас сум како председател на Судски совет учествувам во тоа. Значи различни власти во 3 години, техничка влада, одговорот е секојаш ист, толку има средства. Согласно законот за судски буџет, министерот за финансии треба да состави извештај да го достави до владата на Република Македонија и до Судскиот буџетски совет со образложение зошто не се прифатени барањата на судската власт. До сега таков извештај ние немаме добиено, што е проблем. Од тие пари што ќе ги добие судската власт следната година, најголем дел, 79% ќе одат на плати, 14% на стоки и услуги, а само 6% или 2 милиони евра на капитални расходи како опрема, објекти, возила. За сите 35 суда заедно и Академијата за судии и јавни обвинители. Предвидено е, например, со законот за парнична постапка, тонско снимање, доколку се доделат средства за инвестирање, ќе се опремат сите судници во сите судови во Република Македонија. По сите процесни закони има конкретни работи кои што се инфраструктурни во надградба на судовите. Меѓутоа, ние до таа фаза за некоја надградба на судовите не може да дојдеме, затоа што во последните година и пол се занимаваме со прокиснување и со течење на вода од покривите на судовите, па тоа го решаваме. Зошто одобриле помалку пари од законскиот минимум и од барањата на судовите? Тоа се дел од прашањата што ги поставивме до Министерството за финансии. Одговор не добивме. До Министерството кое е надлежно за судските реформи, правда, упативме неколку прашања за тоа, дали одобрените средства се доволни за реформи и подобрување во судството. Ни одговорија, дека парите се доволни, дека ќе требаат уште. Одобрените буџетски средства во овој момент се доволни, согласно предвидените реформски цели. Секако пожелно е процентуално зголемување на буџетот во иднина. Согласно потребите на стратегијата за реформи во правосудството, буџетот ќе се зголемува. Сепак, врвот на апсурдот е што секоја година на судската власт ја остануваат непотрошени половина до 1 милион евра. Иако се 2 до 3% од вкупниот буџет, се чинат доволни за извршната власт да ги искористи како аргумент против значително зголемување на буџетот. Првиот човек на Судскиот совет се согласува дека има низок административен капацитет на судовите, брзо да реагираат за распишување тендери или адхок изработка на проекти. Во западноевропските развиени држави затоа постои тело кој што се вика Национална судска администрација, кој што се грижи за се освен за судењата за еден суд. И само треба на барање, на образложено барање од председател на суд, да се обрати до тоа тело, тие да го реализираат проектот. Самокритичност
имајќи председателите на скопските основни судови. Дефинитивно треба некои работи да се сменат, како поодност, поголема активност од страна на председателите на судовите, меѓутоа и како да кажам, процедурите да се упростат како можност за искористување на тие пари кои што се одвајаат за судовите. Председател на судот е прв меѓу еднаквите, а во друга ситуација он усвари игра улогата на менаџер на судот. Неколку тоа нас не доведе во ситуација у позитива или негатива, треба да одлучат тие што ги носат законите, односно ги предлагаат законите. Како и претходните, судската власт ќе протурка и следната година, но притисокот ќе расте од внатре и од судиите и од судските службеници кои со години бараат или повисоки плати или повисоки надоместоци. Од надвор и граѓаните и Брисел очекуваат не само заложби ветувања, туку конкретни и видливи резултати.